Човекот кој организираше првата средба на лидерите во Бугарија на која почна да се гради ветото кон Македонија, всушност еден од главните архитекти на ветото, сега ќе биде на чело на владата во Софија. Значи не е само важно во Софија да има стабилна влада, туку клучно е и кој ќе ја води таа влада. Радев е популист и како што имам кажано дури во Брисел стравуваат дека тој може да прерасне во нов мини Орбан во однос на Русија и Украина. За разлика од Орбан, Радев има и друг интерес што ја нервира Европската Унија, а тоа е македонското прашање. Доколку е подготвен да трпи притисок за многу поважни стратешки прашања за Европа, што мислите дека ќе попушти за Македонија? Спор, кој да бидеме искрени, е од второстепено значење за Брисел, но е врв на приоритетите на популизмот на Софија. Не верувам дека Радев, посебно не во првите години од мандатот, ќе направи било каков потек или ете ќе се откаже од националистичката и негаторска политика на Бугарија кон Македонија. Луѓе, па бугарската политика, која не признава Македонија како држава, која не ни ја признава историјата, не ни го признава јазикот и идентитетот, е целосно зациментирана. Политиката на негирање на се што е македонско не е од сега, туку е вековна. На периоди може да спласне, но никако да исчезне. Така што ниту еден бугарски политичар не може да излезе од бугарската матрица на таа национална доктрина за македонското прашање. Значи, еве и да прифатиме да го смениме уставот, да ги ставиме бугарите во него, и тоа од утре да важи. Мислите дека притисокот ќе запре? Еве веднаш да ги почнеме преговорите со Брисел, па дури да ги завршиме за 3 месеци. Што мислите? Нема да треба тоа да оди на ратификација во бугарското собрание? Затоа велам дека сум песимист. Со Радев ветото ќе биде само уште повеќе зацементирано.